Почитуван министар за земјоделие, шумарство, водостопанство, господин Љупчо Николовски, почитувана Вивије Вимпари, представник на Европската Унија, почитуван заменик министар Цветковиќ, почитуван државен секретар Нефрус Челиков, почитувани фармери, почитувани медиуми. Денес се потпишуваат само дел од 962 договори за набавка на механизација која што вклучува и трактори преку ИПАРД 2 програмата. Останатите апликанти кои ги исполнуваат условите за добивање на оваа финансиска поддршка од страна на агенцијата во наредни денови, како што каже министерот, ќе ги потпишат договорите онака како што ќе бидат спремни и најголем дел од средствата ќе бидат наменети за набавка на трактори во ова мерка. Но радува податокот што земјоделците, освен трактори, покажаа интерес за набавка и на мотокултиватори, дефрост машини за земјоделските култури, системите капка по капка, ѓубре растурачи, прскалки, опрема за благосостојба на животните на фармите, исто така ловци на мраз, линија за транспортна храна и многу други приклучни механизации. Односно, покрај овие 962 договори кои вклучуваат во себе и трактори, агенцијата во наредниот период ќе потпиши и дополнителни уште 240 договори на оние апликанти кои што ги исполниле исто така без селекција, кои што ги исполниле договорите за земјоделска механизација која не предвидува или не вклучува трактор. Најголемиот дел од апликациите се од Пелагонискиот регион, потоа следи Вардарскиот, голем број на земјоделци од југоисточниот регион, исто така ги исполнуваат условите за добивање на оваа европска помош. До ними доаѓа североисточниот, југозападниот регион, меѓутоа за жал најмалку имаме апликанти од Полошкиот регион. Тоа кажува дека во наредниот период мора многу повеќе заедно со Министерството, заедно со другите агенции да поработиме да и тие земјоделци дојдат до овие европски пари, до оваа европска помош. Со овие нови машини и средства, освен што ќе им се олесни работата, исто така ќе значи зголемување на производството, формирање на конкурентен производ и зголемување на извозот на земјоделските производи. Почитувани, во време кога се очекува да добиеме преговори за членство со Европската Унија, повеќе од потребна е поддршката која преку овие фондови европски и преку ИПАРД 2 програмата ја добиваме. Апелираме во име на агенцијата, во име на Министерството, во име на владата на Република Македонија, до сите кои имаат потреба од унапредување на капацитетите, фармите, производствените објекти, или пак сакаат да го олеснат процесот на работата на нивните ниви, да аплицираат на наредните повици за добивање на средства преку ИПАРД 2 програмата. Владата, Министерството и агенцијата ги увидоа недостатоците кои во изминатиот период се јавија при искористувањето на средствата во текот на програмскиот период ИПАРД 1. Заради тоа се потрудивме да ја поедноставиме процедурата, да ги зголемиме капацитетите и во Министерството, и во агенцијата и на тој начин да овозможиме што поголемо акумулирање на европски пари во македонското земјоделско производство и во преработувачката индустрија. Со превзените мерки се создаваат поповолни и полесни административни процедури кои ќе овозможат поголема искористеност. Ова година ќе бидат објавени и нови повици. Ги поттикнуваме сите заинтересирани апликанти преку овој пример на успешна, неселективна ИПАРД помош да повелат да аплицираат. Со овие новини очекуваме полесно, но сигурно домашните земјоделци да почнат да ги применуваат светските добри практики на добра земјоделска пракса, да имаат повисок рок и да цената на чинење на производот со сите останати мерки кои Министерството и агенцијата ги превземаат да биде пониска. Со тоа да бидат многу поконкурентни и на домашниот и на европскиот пазар. Време е сите заедно, и апликантите, и агенцијата за финансиска поддршка, заедно со Министерството, да ги искористиме сите ресурси, сите капацитети, бидејќи Македонија
на овој начин единствено може да стани и да биде дел од големото семејство на членките на Европската Унија. Ви благодарам на сите, на корисниците на средствата им посакувам голем успех, успешна родна година и ве очекуваме со нови ваши апликации, со нови ваши барања за финансиска помош, да повелите да ги искористиме заедно тие средства за добробит на цела македонска држава, на цела македонска економија. Ви благодарам.